Работите нормално. Виж, дивинус да имам нека нормално. Виж дивинуса. Дали сте задоволни од темпото на расчистување на последиците од поплавата и дали имате помош добиена некако? Како да ти кажам, помош имаше од хуманите луѓе сами што приватно што дојдат да помогат, како хумани. Значи за друго не сум имал. Не дека сега ете се жалам како пред камера, него така е. Ова сум го чистил само малиот багер што било пуштени, сум го чистил калта, значи беше пола метар со кал, па 2 метри со вода. Тоа багер што можеше да го извадил. Другото внатре што имало по ќошови, сам сум го изчистил све. Дали овие 500 евра што ги најавува владата? Не, уште не сум ги добил, уште име не ми излегол на тамо на Ливчиња. Така вика, додека не искаче Ливче, во Ливче името нема пари. Значи има и луѓе што сум бил вчера, завчера, значи у банка нема. А има луѓе и у Ливче што го имат името, идат у прокредит, викат дека кај нас нема пари за таа работа. Тоа слушнав од пријатели што биле и така им рекле. А дали се доволни тие 500 евра да се воспостави животот повторно во вашата куќа, вашето семејство? Јас сум 9 члена, фамилија. Имам 3 деца. Жена, мајка, 2 браќа. Значи живееме, сме се иселиле, не знаеме ни каде сме. Еден тамо, двајца тамо, тројца тамо. Со 500 евра можам само да им ги дам на тие луѓе што ме ранат. А не знам уште колку ќе останам тамо. Значи сум останал без дом. Јас сум социјалник со 50 евра. Социјално. Тука овие 2 соби беа мои, ова е на мајка ми со браќата. Ова што не снајде, тешка катастрофа, ама многу ова помош од државата многу споро иде. Дали добивте некоја друга помош, кебиња? Сме добиле 2 пати ова организација за детски грижа што е. Тие ми донесоа, фала Богу, тие ми донесоа за децата све новијалишта. Друго не сум примал ништо. Дали мислите дека некој треба да сноси одговорност за ова? Па има што треба да сносат одговорност. Мислам, државата треба поактивна да биде, побрзо малце да функционира со проблемите што се, за не да дојде уште потешка ситуацијата. Значи сите сме останале без домови, живееме по туѓи куќи. Кај да е, друга е твоја куќа, друга е туѓа. И тие што не прима, и тие имаат своји фамилии, семејства. Значи ова е катастрофално. Ќе снимате и внатре, ќе видите. Значи немам средства за живот, да имам ќе го средам. Ќе снимаш сега сам и ќе се докаже дека стварно немам средства за живот. Не можам да ставам деца тука кога све е искршено од зидовите, све плафонот, секде сака да падне. Ризично е да ги ризикувам животите на децата овде. Би апелирал што е можно побрзо да се обземе мерки таму кај што се најкритично. Значи таму кај што е најкритично. Ја не можам да живеам. Да можам ќе го направам сега. И што немам финански, ќе задужам негде и ќе направам, ама не можам, овде е ризично за живот. Тоа апел само тоа го имам. Да земам мерки побрзо кај тие што се критично состојба. Фала ви многу, тоа беше од мене, можете да снимате слободно.